Гледате вести на К1 телевизија, еве кои се настаните на денот. Министерството за земјоделство подготвува нова 5-годишна програма за субвенционирање. Во ноември 2017 година во однос на ноември 2016 просечната плата забележува раст од 3,6%. Американската метеоролошка служба издаде предупредување од цунами за делови од САД и Канада. Министерството за земјоделство подготвува нова 5-годишна програма за субвенционирање. Целта е со нови технологии и инвестиции да се зголеми конкурентноста во секторот. Во програмата се предлага формирање на интервентен фонд од најмалку 6 милиони евра. Во случај на кризи кои влијаат врз производството или движењата на пазарите, во новата 5-годишна програма на Министерството за земјоделство е предвидено формирање на интервентен фонд со кој ќе се врши стабилизирање на приходите на земјоделците. Овие финансиски средства од најмалку 6 милиони евра ќе се дефинираат и ќе се користат во наредните 5 години. Националната програма е за периодот од 2018 до 2022 година и е основа за годишните програми. Целта е развој на македонското земјоделство и зголемување на неговата конкурентност со примена на нови технологии и инвестиции. За зголемување на приходите, земјоделците предлагаат и намалување на ДДВ за ветеринарните услуги и да се прецизира календар за субвенционирање и за динамиката на исплаќање на субвенциите со точни рокови и датуми. Исто така, наместо преку судски постапки да ги водат споровите во врска со субвенциите, бараат да се подобри комуникацијата со платежната агенција и да се формира второстепена комисија за решавање на нивните жалби. Изгласани се промените на Законот за плата и други надоместоци. Наместо досегашните 30% за секој поминат километар во зависност од цената на горивото, со овој закон пратениците и другите именувани лица ќе им се исплаќа 20%. Пратеникот Џеват Адеми најавува поднесување на амандман на целосно укинување на патните трошоци. Тој вели дека така ќе се симне атакот врз пратениците. Измените на Законот за плата и други надоместоци на избрани именувани лица едногласно беа изгласани од членовите на Собраниската комисија за труд и социјална политика. Со ова гласање започна процесот на намалување на средствата кои на име патни трошоци им се исплаќаат на пратениците и другите именувани лица. И ова до тука не е ништо ново. Новина во целата постапка е најавата на пратеникот Џеват Адеми дека ќе поднесе амандман за целосно укинување на патните трошоци за да се симне атакот врз пратениците. Со изгласување на измените на Законот за плати на доместокот кој пратениците го добиваа за секој поминат километар, зависно од цената на горивото 30%, се намалува за 20%. Најавено е дека во собраниска процедура со амандман, сегашните 20% ќе се намалат на 15%. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во ноември 2017 година изнесува 23.196 денари, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Во истиот месец 1,1% од вработените во Република Македонија не зеле плата. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во ноември лани изнесувала 23.196 денари и во однос на истиот месец во 2016 година е зголемена за 3,6%. Ова го објави Државниот завод за статистика. Просечната месечна исплатена бруто плата изнесува 34.079 денари. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен
степен. Во секторите преработувачка индустрија 8,9%, објекти за сместување и сервисни дејности со храна 8,7% и земјоделство, шумарство и рибарство 7,6%. Во ноември лани 1,1% од вработените во Македонија не земале плата. Меѓународниот монетарен фонд ги подобри прогнозите за економскиот раст на глобално ниво за оваа и следната година. Аналитичарите на ММФ ја зголемија стапката на глобален економски раст за 0,2 на 3,9%. Забрзаниот раст е распостранет со позитивни изненадувања во Европа и во Азија. Растот во еврозоната годинава ќе биде 2,3%, што е за 0,3% повеќе од претходно предвиденото, додека следната година ќе биде 2,2 или за 0,4% повеќе од претходната проекција. Вестите од земјава. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев од утре па се до 26 јануари ќе учествува на Светски економски форум во Давос, Швајцарија, на кој оваа година учествуваат шефови на држави и влади, други државни представници, како и лидерите на најголемите компании во светот. Премиерот Заев планирано утре да се сретне со премиерот на Република Грција Алексис Ципрас. Како дел од активностите, председателот на владата на Република Македонија ќе оствари средба и со еврокомесарот за европска соседска политика и проширување Јоханес Хан. Премиерот Заев ќе учествува во панел дискусии и работни средби со економски лидери од светот и со други високи гости од регионот, Европската унија и Соединетите американски држави на следниве теми: новите лидери на европските средби, креирање на споделена иднина во поделениот свет, прозорец на можности за Европа и забрзување на долгорочниот развој на Западен Балкан. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев во придружба на министерот за здравство доктор Венко Филипче денеска ја примија во посета делегацијата на Банката за развој на Советот на Европа, предводена од Витомир Мајлс Арагус, регионален менаџер на банката. Тема на оваа средба беше информацијата за најновиот статус за изградбата на новиот клинички центар во Република Македонија, за чија реализација е обезбеден кредит токму од страна на Банката за развој на Советот на Европа. На средбата во владата на Република Македонија беа презентирани фазите за реализација, имајќи ги предвид прашањата за локацијата на клиничкиот центар, изградбата, опремувањето на клиниките, соодветно на најновите достигнувања во медицинската технологија, како и прашањето на инфраструктурните проекти за поддршка на работењето на центарот и сообраќајните решенија. По земјотрес со сила од 8,2 степени пред брегот на Аљаска, Американската метеоролошка служба издаде предупредување од цунами за делови од САД и Канада. Потрес имаше и во Џакарта. Епицентарот на земјотресот според геолошката служба на САД се наоѓал на 278 км југоисточно од градот Кодијак. Во продолжение станатите информации од светот. Полицијата ќе делува во согласност со барањата на државното обвинителство. Ова е став на Бесим Хоти, заменик командирот на полицијата за северниот дел на Косово, поднас на можно апсење на именувани лица, наводно поврзани со убиството на Оливер Ивановиќ. Тамошните медиуми пренесуваат дека Хоти бил дециден и дека безбедносните сили остануваат настрана од сите шпекулации поврзани со можно апсење на Мила Радојчик. Инаку порталот Арбреш, повикувајќи се на неименуван извор од обвинителството, објави статија во која се наведува дека постојат сомненија од убиството на Оливер Ивановиќ го извршила групата на Радојчик. Порталот, повикувајќи се на истиот извор, пренесува дека автомобилот Опел, од кој било пукано неколку пати, бил виден паркиран на местото каде биле паркирани другите автомобили на Радојчик, додека 2 дена пред убиството на Ивановиќ, 2 лица, чиј идентитет не се соопштува, биле во канцеларијата на Радојчик. За само 9 часа 1500 кинески работници изграделе нова железничка станица која ќе ја развива провинцијата Фујан
Имено градежните работи започнале на 19 јануари попладнето, а следното утро се било завршено. Покрај работниците во изградбата на станицата и поставување на пругата се користеле 23 багери и 7 возови. Новата железничка станица ги поврзува станиците Ганлонг, Генруилонг и Джанглонг. Во овој временски период покрај изградбата на пругата паралелно се работело и на поставување на сигнализацијата неопходна за надгледување на состојбата на пругите. Стабилно време со ниски утрински температури кои ќе се движат од -11 до -5 ќе имаме во текот на оваа недела. Дневните температури според УХМР ќе бидат во постојан пораст. Утре во Македонија се очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Во наредните денови ќе има услови за појава на магла по одделни котлини. Утрата ќе бидат студени, а дневните температури благо ќе се зголемуваат. Во оние делови каде што ќе има појава на магла, температурите ќе останат пониски. Тоа е се што подготвивме за овој дневник. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!